Која е целта на генетските тестови кои што денеска ги промовиравте и што се тие ќе откријат во човековиот организам? Па прво, лично за мене представува голем успех и исчекор ова што денеска го презентиравме, бидејќи тоа е суштинска разлика од практицирање медицина досега. Што тоа значи? Значи дека ние досега имавме така наречена реактивна медицина. Тоест, нашите активности беа поврзани, клинички активности, диагностички активности, со веќе појавени симптоми или болки. И тоа е основата на која се базираше нашата диагностика, тражењето на проблемите и решавањето на проблемите. Сега, со воведување на генетското испитување како еден вид рутинска метода, која за нас значи проактивно вклучување кај секоја индивидуа поединечно. Бидејќи сега веќе знаеме дека секоја индивидуа е посебна генетска структура која носи своји добри, позитивни, наследни фактори, меѓутоа носи и негативни. И тие негативни се можат во најголем дел и со модерната технологија што сега ни се нуди и многу брзо да ги воспоставиме можните предиспозиции или, како што велат генетичарите, експресии за некоја болест. Со тоа се драстично исчекорува напред, бидејќи сега можноста за диагностика не треба да чекаме да бидеме болни, за да направиме некои симптоми, па тек после да се утврди дека сме добиле диабетес, него ако имаме генетска предиспозиција или мутација која во најголем дел од случаевите сега може малтене 100% да се диагностицира генетски, тогаш веќе нашиот животен тек така можеме да го преструктурираме да таа мутација која значи за нас болест да влијаеме многу повеќе, така да таа се појави многу покасно и ефектот од појавувањето на болеста, тоест негативните ефекти што ги прави диабетесот, да бидат маргинализирани или да бидат многу во покасна возраст.